Благодарам. Предлагам согласно член 70 став 1 да се дополни дневниот ред со Закон за заштита на децата, односно имаме предлог да се избрише членот 38 став 3, каде што имаме еден дополнителен услов. Ова за јавноста да допрецизирам, попознато е како Закон за трето дете, каде што имаме условување во однос на приходите, кој како може да оствари право за она што го викаме Закон за трето дете, народски кажано, и во ситуација на овакви големи економски шокови, инфлации и така натаму, гледаме дека се повеќе осиромашен народ, меѓутоа и според Државниот завод за статистика гледаме дека детската сиромаштија е во пораст, гледаме дека се повеќе семејства се во социјален ризик, затоа сметам дека мора да се изнајде начин да се помогне на семејствата, на младите родители кои што решили да останат во Република Македонија. За потсетување, до пред 2018 година важеше без никакви услови, без никаква зависност од висината на приходите на мајката или на семејството, и сите родители кои што добија трето или четврто дете имаат право да ги користат овие средства од државата, но тогаш се постави еден услов кој што кажува дека под минимална плата и така натаму сите оние кои што имаат, само тие ќе можат да ги користат овие права, со едно образложение од страна на тогашната министерка Мила Царовска, која што велеше дека не било оправдано. Но кога ќе ги видиме овие статистички податоци од Државниот завод за статистика, гледаме дека во периодот на важноста на овој закон за трето дете, како што го викаме народски, имаме намалување на наталитетот од вкупно минус 0,5% во рок од оние години кога важеше од 2009 до 2017 година. За поукинувањето да видиме дека за само 4 години имаме намалување од 17,9% на новородените деца во однос на претходните години, и тоа е една загрижувачка бројка, тоа е бројка која што кажува дека има се помалку млади во Република Македонија, или пак од друга страна младите не решаваат да имаат дополнително новороденчиња, затоа што е терет и на буџетот со кој што располагаат и на сето она што си го носи семејството со себе како трошок. Инаку за информација, во Србија од 2022 година за секое новородено дете се дава по 100.000 денари, за секое прво родено дете се дава по 100.000 денари, за второ дете се дава дополнително месечно по 12.000, за трето дете се дава дополнително месечно по 10.000 во рок од 10 години и така натаму. Само